Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме пилешко во вински оцет. Пилешко во вински оцет е класично француско селско јадење. Не грижете се, сосот не се состои само од оцет. Ќе додадеме и домати, пилешка супа од коцка и малку мед кој ќе урамнотежи киселоста, но мислиме дека ова јадење навистина ќе ви се допадне. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 4 пилешки копани со кожа, една голема или неколку помали главици бел кромит, половина главица лук, 200 мл вински оцет, 100 мл пилешка супа од коцка, 400 грама исечкани домати, 75 мл мед, сол и бибер и маслиново масло. Време е за сечкање. Исечкајте го кромидот на големи парчиња. Излупете ги чешнињата лук и оставете ги цели. Земете ги пилешките копани и зачинете ги со сол, бибер и маслиново масло. Загрејте ја тавата на висока температура и ставете ги копаните во тавата. Се обидуваме да ја додадеме вкус и боја на кожата и да ја потемниме пред готвењето на пилешкото во сосот подоцна. Свртете ги копаните на другата страна по 2 до 3 минути и кога ќе потемнат тргнете ги настрана, но тавата оставете ја на огнот. Веднаш додадете ги кромидот и лукот во тавата. И на овие состојки сакаме да им додадеме боја и вкус пред да ги ставиме подоцна во сосот. Мешајте ги одредено време се додека малку не омекнат и не почне да се појавува малку боја. Вратете ги пилешките копани во тавата и наместете ги пред да ги прелиете со сосот. Додајте ја пилешката супа од коцка, доматите заедно со нивниот сок, винскиот оцет и медот. Ставете го капакот на тавата, оставајќи го сосот да се загрее и соедини. По неколку минути, кога сосот ќе зоврие на огнот, измешајте го и оставете го да се крчка 10 до 15 минути. Време е за сервирање. Ние ова јадење го сервираме со ориз. Вие можете да го сервирате со печен компир, пире од компир или дури и со паста. Ставете 2 пилешки копани врз оризот и почнете со лажица да ги преливате со сосот. Потрудете се чинијата да изобилува со сос и потоа ставаме обичен макданос како гарнир. Пилешко во вински оцет е едноставен француски рецепт кој ќе сакате да го пробате дома. Оцетот е навистина добра состојка за користење при готвењето и во иднина ќе ви представиме повеќе идеи за готвење со оцет. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријател и сподели.